Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Денешната пресконференција ја свикавме по повод нашето напуштање на 51-та седница на Советот на општина Крива Паланка. Имено, поводот за еден ваков чекор беше предлогот кој што беше даден од наша страна, а не беше усвоен од владеачкото мнозинство. Имено, со самиот предлог, ние како советничка група и како опозиција во Советот на општина Крива Паланка побаравме првин да се расправа за состојбата која што беше на 24 декември во Собранието на Република Македонија и да се усвои одлука со која што ќе се осудат сите овие настани кои што се случија во изминатиот период во парламентот на Република Македонија. Но бидејќи мнозинството не го прифати нашиот предлог, ние сметаме дека не можеме и не смееме и не треба воопшто да учествуваме во денешната расправа по точките од дневниот ред. Што се случи на 24 декември во Собранието на Република Македонија? Се случи партиско-политички пуч. Во понеделникот извршната власт ја суспендира и изгази законодавната власт. Во понеделникот брутално беа погазени основните демократски и човекови права. Во понеделникот со еден збор ни се случи терор врз сопствениот народ, устав и држава. Во понеделникот беше суспендирана желбата на 440.000 гласачи на опозицијата од последните парламентарни избори. Во понеделникот беа исфрлени 42 пратеници кои што го застапуваа правото на овие граѓани. Во понеделникот седмата сила беше отстранета од законодавниот дом. Знаеме и потполно сме свесни дека вистината боли, но треба да се има доблест и храброст да се признаат грешките и да се погледне на вистината во очи. Сите оние кои што останаа на денешната седница, индиректно или директно ги поддржуваат настаните кои што се случија на 24 декември во Собранието на Република Македонија. Џорџ Орвел рекол: колку повеќе едно општество се оддалечува од вистината, дотолку повеќе ќе ги мрази оние кои што ја говорат истата. Јас велам, она што ние денес го толерираме може да биде огромен проблем за идните генерации. Имено, на денешната 51-ва седница на Советот на општина Крива Паланка имаше точка на дневен ред за усвојување на буџетот на општината за наредната 2013 година. Ние не прифаќаме средства од буџетот кој што е донесен на централно ниво и чисто делови од тој буџет се инкорпорирани во локалниот буџет да биде донесен на начин како што беше направено на 24 декември. Не прифаќаме ронки од централниот буџет да биде ставен само во функција на теснопартиските интереси и престојните локални избори. Не прифаќаме да се расправа за локален буџет со кој ќе се плаќаат лица вработени во локалната администрација, на кој основна и приоритетна задача ќе им биде митингувањето и уривањето на демократските вредности во ова општество. Не прифаќаме народните пари да се трошат за се и се што, ама само не за подобра сегашност и иднина на граѓаните. Не сакаме да учествуваме во носењето на буџет со кој што ќе се плаќа администрација која што во понеделникот на 24 декември наместо на работните места во здравствениот дом, во ЈП Комуналец, во градинките, во училиштата, во ученичкиот дом, општинската администрација наместо на работните места беа на контрапротестите кои што ги организираше Груевски и фамилијата пред парламентот на Република Македонија. На денесната седница, исто така, требаше да биде избран командир на полициската станица во Крива Паланка. Не се согласуваме и не прифаќаме да расправаме за предлози од страна на министерка која ладнокрвно и на брутален начин ги исфрли пратениците на опозицијата и новинарите од законодавниот дом. Стоеше и беше нем наблюдувач на джелатите кои што си ја вршеа својата партиска задача. Не прифаќаме предлози од министерка која го тепа сопствениот народ и ја спречува слободата на говорот и слободата на движењето. Не можеме да си дозволиме да ги плаќаме со сопствени пари, а тие да не тепаат, навредуваат, да ги понижуваат нашите чувства, да не влечат и да не газат.
Не можам да се помирам со фактот дека со вашите пари ги плаќаме луѓето како што се Амди Бајрам, Трајко Велјановски, Гордана Јанкуловска, Никола Груевски. Тие го измислија слоганот "Ваш данок, ваша иднина". Од понеделникот овој слоган веќе не важи. Истиот се трансформира во ваши пари, ваш чотек. Јас знам дека на ова мора да се стави крај. Јас знам дека ќе ме мразат од власта, но впрочем, тие никогаш не ме ни сакале, ниту мене, ниту моите сопартици, а најмалку државата. Јас знам дека и вие, што на некој начин размислувате исто како мене, во следните денови ќе ни се придружите на протестите кои што ги организираме во нашиот град и на секаде низ Македонија. Бидејќи една изрека вели: кога диктатурата е реалност, тогаш отпорот е наша должност.